Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Од крајот на месецов стартува меѓуградскиот воз Прилеп-Битола, а наскоро и карго сообраќајот. Советот на општина Прилеп денеска ја одржува 15-тата вонредна седница. Пуштени во продажба билетите за јубилејното 60-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Во Прилеп се одржуваат денови на рациновото чествување. Рекоментарите на Прилеп со 10 од 10 победи го обезбедија опстанокот во Суперлигашкото друштво. На државното првенство прилепскиот боксер Давид Карапеев освои златен медал и место во македонската репрезентација. Времето денеска сончево, попладне услови за локална нестабилност со пороен дожд. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шарена чешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Меѓуградскиот воз помеѓу Прилеп и Битола ќе почне да сообраќа на крајот на јуни или почетокот на јули, а наскоро се очекува да стартува и карго со железничкиот сообраќај кон двата града. Ова, одговарајќи на новинарско прашање, го најави заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски при посетата на општина Могила, истакнувајќи дека железницата повторно ќе добие значајна улога и во превозот на патници и во транспортот на стоки. Според Николовски, воведувањето на железничката линија е резултат на потребата од алтернативен и побрз превоз во периодот кога се реализира изградбата на автопатот Прилеп-Битола. Тој посочи дека возот ќе сообраќа во термини кои најмногу ќе им одговараат на граѓаните, а цената на билетот ќе биде символична од 150 денари, за да можат што повеќе граѓани да го користат. Министерот најави и скоро започнување на карго железничкиот сообраќај кон Прилеп и Битола, насочувајќи дека веќе постои сериозен интерес од компании за користење на железничкиот транспорт. Советот на општина Прилеп денеска ја одржа 15-тата воредна седница со една точка на дневниот ред, предлог одлука за донесување на општински енергетски план на општина Прилеп за 2027 година. Образложението за свикување на воредна седница на Советот на општина Прилеп е поради потребата од итно разгледување и донесување на предлог општински енергетски план на општина Прилеп за 2027 година. Имено согласноста и известувањето од надлежното министерство било доставено до општина Прилеп по електронски пат на 27 мај, при што е наведено дека постапувањето и доставувањето треба да се изврши најдоцна до 1 јуни 2026 година. Денеска и утре во Прилеп се одржува манифестацијата Денови на рациново чествување, на која ќе земат учество сите училишта од Македонија кои го носат името на Кочо Рацин.
Домаќин на активностите е основното општинско училиште Кочо Рацин Прилеп. Настаните започнаа со положување цвеќе на могилата на непобедените, посета на Меморијалниот музеј 11. октомври участокот, а во рамките на првиот ден предвидени се повеќе активности кои вклучуваат запознавање на Прилеп преку истражување и тимски игри и театарска представа во големата сала на Цепенков. Одбројуваме 5 дена пред почетокот на 60-тото јубилејно издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп. Денеска уште на првиот ден од продажбата на влезниците на билетарницата од Центарот за култура, редица од влюбеници во театарот заинтересирани за набавка на билети за фестивалот. Организаторите годинава одлучија електронската и физичката продажба на билетите да ги ограничи на 4 билети по лице за представа. Дел од билетите беа пуштени во онлайн продажба од 28 мај преку системот karti.com.mk. За потребите на 60-тото издание од Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, билетарницата на Центарот за култура ќе работи од 10 до 14 часот и од 17 до 21 часот во периодот од 1 до 12 јуни. За дел од представите што се на мала сцена или се играат на самата сцена во Центарот за култура, ќе бидат пуштени само одреден број влезници во продажба. Јубилејното издание на најстариот театарски фестивал во земјава ќе се реализира од 5 до 12 јуни на повеќе локации низ Прилеп. На театарскиот фестивал Театар комедија, селектиран со представата Ивона, принцезата на Бургунд, одлучи да не учествува во фестивалот годинава. Две информации од спортот. Ракометарите на Прилеп ја завршија сезоната во Македонската Суперлига со победа на гостувањето кај Eurofarm Пелистер 2, славејќи со 28-24 во последното коло од плей-аутот. Дуелот во Битола беше пресметка на двата најдобри тима во плей-аутот, но Прилеп уште еднаш потврди дека во овој дел од сезоната е најстабилниот и најдобриот состав. Најдобар поединец на надпреварот беше Димитар Димитриевски со 10 погодоци. Со оваа победа, ракометниот клуб Прилеп го заокружи плей-аутот на совршен начин, со 10 победи од 10 одиграни надпревари. На 30 и 31 мај 2026 во спортската сала Македонски херои во одлична организација се одржа 32-то државно првенство во бокс во организација на Македонската боксерска федерација и боксерскиот клуб Аперкат од Скопје. Перспективниот боксер Давид Карапеев од боксерскиот клуб АС победи со прекин во втората рунда во финале и го декласира боксерот на клубот Фамилија Демитрови златниот медале, со тоа кај Карапеев, и со тоа тој го обезбеди местото за дел од македонската боксерска репрезентација. Од боксерскиот клуб АС од Прилеп учествуваа 7 боксери. Во У-15 кадетска конкуренција настапија Амет Бузески до 52 кг, Илин Димовски до 54 кг, Лука Коруновски плюс 76 кг. Во У-17 јуниорска конкуренција настапија Валентин Стризловски до 70 кг, Давид Карапеев до 80 кг. Во У-19 младинска конкуренција до 70 кг настапи Владко Димески. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Во Прилеп претпладне сончево со мала до умерена облачност, а попладне ќе има услови за краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура се спушти до 12, а максималната достигна до 28 степени Целзиусови. До крајот на работната седмица ќе се задржи претпладне променливо облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има услови за локална појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.